си. Супер. Така паралелно ти имам контрол. Георгиевски прецизен за 1:2. Трета минута од надпреварот. Ръка Делчево, ръка Партизан. 1:2. Надпреварот плей-аутот во првата машка рекометна лига. Поради пандемијата, знаете, се игра без публика. Домакините во синово бели дресови напаѓаат гостите со број 13. Добра акција и брани домашниот голман, останува 1:2. Силен удар беше тоа на Елго Манов, но Престап. Престап вели судијата, шутираше Манов. Повторно напад за гостите од Гергелија. Делчево во овој натпревар влегува со 3 победи во низа. Најпрв Славија на Дринија на гости. Потоа на домашен терен го совладаа Ѓорче Петров, а минатото коло беа подобри од екипата на Кичево, со што останаа во горниот дел на табелата во плей-аут надпреварите. Гол за гостите од Гергелија со број 16. Го постигнува погодок. Нападот продолжува Георгиев, Ѓорѓиевски, Стоиловски. Мирче Георгиев до Гоце Георгиевски. Влесна Георгиевски. Тоа е гол за 2:3. Комбинираат долго гостите. Може би е време да се подигне раката за пасивен напад. Повторно преку број 16 се обидуваат. Нема обид за акција за шут за гол. Да видиме сега. Втор поред гол на ракометарот со број 16 од екипата на Партизан. Ги немам официјалните состави, така што ќе ги именуваме ракометарите по бројката на нивните дресови. Георгиев Мирче, Георгиевски. Повторно топката кај Георгиевски ќе се обиде да шутира, така и брани голманот, но бил фаулиран Георгиевски.
4-2 за тимот на Гевгевија, на Партизан. Шанса за Манов. Не успела. Број 14 постигнува погодот. Продолжува нападот на домакините. 5-2 за тимот на Партизан. Прецизен Георгиевски за 3-5. Подигната рака, пасивен напад, треба да шутираат гостите, да постигнуваат нов погодок за ново водство, поголемо. Шест према 3. Брзо враќаат домакините. Седум 4 за екипата на Партизан. Жолт картон за играч со број 7, а во меѓувреме намалуваме на 5-7. Токму така замена на голманската позиција. Се враќа Стефан Сладковски по полово време. Седум спрема 6, 12-та минута на преварот. Пауза 2 минути исклучување беше судиите Радосовец.
Има убава можност да се одбрана домакините и да дојдат во можност да го изедначат резултатот, но сега со играш помалку ќе биде потешко. Како што кажаме, Стефан Златковски на голманската позиција се враќа во екипата по подолго време. Цврста борба тука меѓу Ѓоргиевски ракометарот со број 18. И Ѓоргиев Мирче цврсто напаѓа, се брани. Ништо од овој напад на гостите. Еве можноста која им беше потребна на коментарите од Делчево за изедначување. Со играш помалку, иако меѓутоа еве Ѓоргиевски напаѓа. Ѓоргиев шутира Ѓоргиев на топката овде до играчот со број 11 гол. 7:7. Со број 18 стрелец за домашната екипа. Нема погодок. Да видим дали ќе даде целосен пресврт. Стоиловски, Ѓоргиевски. Ѓоргиев, Ѓоргиевски, Стоиловски. Како што кажав, минато коло беше извојувана значајна победа на гости кај Кичево. Дамјанов во пробив и изнудува пенал. Пенал за прво водство за екипата од Делчево. Доколку биде реализирана, ќе го изведе Ѓоргиев. Мирче Ѓоргиев, кој имаше неколку настапи за екипи од Пробиштик од Прилеп, еве повторно во екипата од Делчево. Прецизен прво водство за делчевци. Еве нова шанса за зголемување на водството на 9-7. Така е. Не, ова сепак не беше погодок. Нема гол. Златковски, да видиме, не, се решава сепак да има мирен напад за Брегалница. Поточно за екипата на РК Делчево. Можност за зголемување на водството на 9-7. Ѓоргиевски, Ѓоргиев. Двојно преигрување меѓу овие два ракометари, жолт картон за еден од гостинските ракометари. Поточно 2 минути. Ова беше втор негов фаул. Првиот добил помина, сега исклучување од 2 минути. Тимот на Делчево комплетен, гостите се играш помалку. 16-та минута од надпреварот се игра. РК Делчево, РК Партизан. 8-7. Ѓоргиевски шутира. Пенал. Пенал за тимот на РК Делчево. Ѓоргиевски во пробив, а Ѓоргиев ќе шутира за водство од 2 разлика, да видим дали ќе биде така.
Георгиев, погодок. 2 погодоци од пенал за Георгиев. Нападот гостите го продолжуваат со играч помалку. Обид преку средината, преку пикерот. Најстакнатиот играч кај гостите со број 16 се обидува. Тайм-аут. Да сумираме, од почетокот гостите имаа малку поангажирана игра и водеа со 1 гол разлика во поголемиот дел од досегашниот тек на играта. Делчевци некаде во 13-тата поведоа и го одржуваат ова водство. Така што сега резултатот е 9:7. Со нас тука еден поранешен голман на РК Делчево, долго време не си играл. Како се чувствуваш? Па, одлично се чувствувам. Многу сум задоволен од текот на надпреварот, особено во последните минути. Сакам да испратам голем поздрав до делчевските љубители на ракометот и за разлика од нив, јас ја имам оваа прилика да присуствувам до надпревар и сум позадоволен поради тоа. Така, ќе им посакаме победа, сигурно. Посакуваме голема победа, што ќе возможи да напредуваат на табелата. Напредок, да, во табелата и воено атак кон првата позиција. Благодарам. Надпреварот продолжува. Нема гол, нова можност за РК Делчево да го зголеми водството. Прецизно за 10:7. 18-та минута почнува. Рекометниот клуб Делчево води со 3:0. Не ми замерувате, утре се игра дерби надпревар во Делчево фудбалски, затоа во мислите ни е Брегалница. РК Делчево значи води со 10:7 против екипата на РК Партизан од Евгевгелија. Нападот продолжува, Георгиев. Убав обид. Обид за контра на гостите, но неуспешен. Георгиевски. Георгиев ќе се обиде ли да шутира, така е. Прецизно за 11:7. Намалуваат бргу ракометарите на Партизан 11:8. Десет.
Одлична отбрана на Златковски. Бързо се организира Ръка Делчева за нов напад. Георгиев ръкометър от събой 6 дава нов погълък за 12. 13 сега веќе 10. Лошо сгазна само еден от играчите на Партизан, но се е вред. Продължава нивният напад. Златковски брани и да видим и във вторият опит успешен играчът за брой 7 за 13-11. 21 минута, Ръка Делчево, Ръка Партизан 13-11. Георгиев. Силен опит на Георгиев и 14-11. Нема гол, Георгиевски прихватя. Дамјанов сакаше добро да додаде кон Стоиловски, но за малку мисли да попира до него. Грешат повторно, не се спасуваат, сепак се вадат од овој напад, но иако имаше една одбрана Златковски, во вториот обид не успеа. 14-12. Прекрасно, Георгиевски за 15-12. Судијата смета дека овде имало прекршок за 2 минути и Георгиев оди надвор. Нападът полека наликува на пасивен, да видиме. Не успева Златковски. (15-13) во напад рекоментарите на Ръка Делчева со играч помалку. Тайм-аут за Стоиловски, тренерот на Ръка Делчева. Да сдигнат малку делчевци кои имаат играч помалку. Продолжуваат константно водство. Така е. Една мала споредба во твое време и сега се игра без публика. По-друго е чувството како пријателска средба, рече пред малку. Да, малку фали овој жар од публиката што го даваше и при секој гол, при секоја одбрана имаше прослава од публиката и тоа уште толку додаваше атмосфера за време на надпреварите, но сега, како што знаеме, и не само тука во нашата држава и во целиот свет имаме пандемија и затоа мора да се навикнуваме според новите протоколи. За жал, новите протоколи не дозволуваат присуство на публика на терените, на различни надпревари во секој спорт. Така. Тоа е, ќе мора да
и ние да го одработиме ова до крај. Без публика секако не е најпријатно чувството, но што е тука е завршило тајмаутот. Екипата на домашниот тим во обид да ја врати разликата од 3 голови. Со играч помалку во овој момент, уште некаде една минута ќе биде со играч помалку. 23-та минута од надпреварот. Обид на Ѓорѓиевски, но од блокот до голманот. Пенал вели судијата. Можност да намалат гостите на еден гол разлика. Нема гол. Дамјанов прифаќа до Ѓорѓиевски. Влегува исклучениот Ѓорѓиев. 24-та минута, 15-13. Ръка Делчево, ръка Партизан. Ѓорѓиевски да видиме што ќе стори. Над голот, но топката повторно кај играчите на Ръка Делчево и сега нема, казнуваат, нема промашок. Чист погодок е тоа за 16-13. Немаше промашување, туку искористи оваа грешка на гостинскиот тим и Делчево повторно победува со 3 голови разлика. Чист беше патот до голот, намалуваат ракометарите на Партизан на 16-14. Одличен обид на Ѓорѓиевски. 26-та минута почнува. Ѓорѓиев. Така е, прецизно стрела за 17-14. Нема гол. Среќа имаше овде Златковски. Ева сега ме поправаат од клупата, резултатот е 17-12 во корист на домашната екипа. Не се забележува добро од овде, мора да признам. Мирче Ѓорѓиев прецизен за 18-12. 6 погодоци разлика. Навистина добра предност за домакините. Пред крајот на првото полувреме. Повторно топка кон Ѓорѓиев. Одлично. Одлично за 7 голови разлика, 19-12.
Да видиме што ќе направи Златковски, подобар топката во аут. 28 минута, 19-12 за екипата на РК Делчево. Ситен фаул овде. Без проблеми за Златковски. Кој направи разлика по влегувањето во игра. И еве домашните во обид за ново водство од 8 голови разлика. Георгиевски. Погодок. 20-12. Деветдесет секунди до крајот. Обид за брза контратака Георгиевски. Прецизно за 21-12. Постигнуваат 13-тиот погодок гостите од Гевгелија на 45 секунди до крајот. Се чини дека до крај ќе го има овој напад домашната екипа. 21-13 во моментот. Да видиме дали со овој резултат ќе се замине на полувреме или домакините ќе го зголемат водството. Сепак има време за уште еден напад за Партизан. Фаул, 9 метри. Измина времето. Уште за еден обид директен ќе биде тоа да се стори нешто повеќе, иако нема гол, значи останува резултатот кој го спомнавме, 21-13. Екипата на РК Делчево со убедливо водство по првото полувреме во плејаут на преварот од првата машка ракометна лига. Се гледаме во второто полувреме. Се слушаме поточно во второто полувреме, бидете со Делчево 365 вашата онлайн читанка.